По двете едно по друго победи, остварени со гол разлика од 6:0, Осогово пролетва покажува доминантна игра и нов квалитет на сите позиции во екипата. Тренерскиот тандем Јовановски-Филипов форсираат офанзивна игра во која сите фудбалери во текот на надпреварот доаѓаат во ситуација да го загрозат противничиот гол или да реализираат. Тоа особено дојде до израз во дуелот против Тиверија, на кој бековите Благојчо Коцев и Андреј Коцевски повеќе беа на крилни позиции отколку во одбранбена улога. А своите реализаторски квалитети ги потврди и дефанзивецот Цветанов, кој постигна убав гол со глава. Двете засилувања, Тасевски и Мојсовски, одлично се вклопија во играта на жолто-сините, особено пргавиот Тасевски, кој мощно и успешно ги игра двете улоги, на деструктивец кога противникот има топката, но и организатор кога со играчите се во акција. Кога на нивните добри игри ќе им се приклучат и искусните Аксентиев, Натков, па и центрафорот Тодоров, тогаш Осогово ќе може равноправно да се носи со сите екипи во врвот на третолигашката табела. Впрочем, тие што ги следат состојбите во МАК фудбалот веќе коментираат дека Осогово уште сега има второлигашки тим. Во третото пролетно коло на програмата се две мощни и интересни средби кои во голема мера ќе одлучуваат за врвот на табелата. Дербито сега кој е во Свети Николе, каде Овчеполе го пречекува Осогово. Доколку тука Осоговци победат, тогаш патот кон третата позиција ќе биде многу полесен. Вториот дуел се игра во Радовиш, каде Плачковица ја пречекува екипата на Кит Го од Пешчево, која во првите две кола остави две победи и најави борба за висок пласман.